Дечки, ајдемо хајпучат. Почињаме со првото полуфинално надпреварување помеѓу QSK Gaming и GODS. Очекуваниот, ова е најочекуваниот меч. Да го проследиме, дечки, ајмо хајпучат. Почнуваме. Првата мапа Overpass, ХФ си кажуваат двата тима, ова е пик на QSK Gaming. Пиштол рудар, стварно сум хајпнат. УПМ, стварно сум многу хајпнат. Да, и јас сум стварно доста хајпнат. Гледам сега четворица играчи на тимот на GODS се на Б-сајтот, додека тимот на QSK пробуваат да отворат конектор. Така, А нема да ги воопшто... представиме прво играчите. Да, заборив на тоа, многу бев хајпнат. Значи, за GODS лит играат Хевикс, Дани, Цацанито, Килера и Тухај. Го наоѓа првиот кил Киксан, извини. За QSK пак играат Јасмин, Eitkit, Кико, Пауерди и Киксан. Така е. Направиот првиот кил, агресивно беше бутна Дани. Да видиме сега бутка и повторно Килера, но не наоѓа кил. Паднате на 28 хп. Хевикс тука дојде да му помогне, тој го губи својот живот и е тренат. Киксан со прекрасен хедшот ја отвара, без сајтот го отвара целосно. Сега се останати двајцата, се Цацанито и Тухај ротираат. Цацанито првиот контакт ке го има. Наоѓа еден хедшот. Останува на лоу хп. Киксан на 23 и Цаца останува на 18 хп против тројца играчи на тимот на QSK. Eitkit е тука да го челенџа од позади. Како ќе го викаме сега, моки? Кој? Па е ова Дзичева тука, шена се. Шорт, бе шорт. Не, Дзичева шена сајт. Столб. Се надевам дека нема да се испушти нешто. Цацанито сейфнува армор. Така, Цацанито е единствен кој што преживеа и зачува армор за својот тим. Одлучуваат да форсаат GODS. QSK го зема, ја зема првата рунда во овој прв полуфинален меч на нашиот турнир. Имаме еден Галил, еден Мактен, 3 Калаши, од другата страна ги пречекуваат 4 диглови, агресивно бутнат Цацанито во конектор. Предпазливо играат QSK Gaming. Чекаат некакви испади и грешка од страната на GODS. Меѓутоа GODS повлечени скоро на сетовите. Дани тука го виде, спотна, мислам дека тоа беше Киксан. Сега се повлака на шорт назад. Така е, Цацанито сега ќе има овде главната задача. Почнуваат да го буткаат и од конектор и од топ мид. Наоѓа хедшот, но тоа е преку скалите и затоа само го остава на 3 хп. Киксан се спасува. Некако Дани сега има овде задачата. Не знам, не е доволно спремен за тој агол да фликне. Килера е сега на ред да го сопре овој пуш од QSK. Го пронаоѓа првиот хедшот и вториот прекрасен. Но Киксан го сопира конечно. 3-2 има предност од луѓе QSK. Хевикс ротира. Два хедшоти од страна на Килера, Хевикс ротира сега тука на скали и Тухај, тоа одличи. Два фрага беше на сет. Eitkit со двата последни фрага клачнува ораа рунда преблиска и ја носи втората за QSK на оваа прва мапа. Гледаме доста блиски рунди. Така е. Гледаме четворица дури од тимот на GODS пушаат на лонг, меѓутоа тим демидж од страна на Јасмин врз Кико, но тука нема да има никој. Да, гамбл стак направија GODS на да, А, односно на лонг си може извинувам. да плентаат бомбата. Да. Така е. Сега дали ќе биде ротацијата сите 5 од конектор? Се така изгледа. Собираат тука сите 5. Киксан тука и Пауерди заедно ќе ги пречекаат. Киксан на многу лоу хп паѓа. Пауерди целосно го губи својот живот. 4 vs 4. Киксан на 10 хп прави еден кил, но одма е рефрагнат. Со оглед на тоа дека ова не е форс бај, значителен демидж на економијата направија GODS. Зачува еден Калаш.
Така може да го земат и вториот калаш кој што исто се наоѓа на шорт, или не знам дали беше калаш. Не, Мактен мислам дека беше. Секој Мактен, случај, да, Мактен. Еве. Хевикс. И умира. Јасмин остануваат од целиот бај само еден калаш и еден Мактен од страната на Кјуске. Ќе мораат повторно да реинвестираат и ќе бидат, а во случај да изгубат рунда ќе бидат значително економски оштетени. Мислам дека ако изгубат оваа ќе мораат да прават теко следната, но да проследиме па после да збориме Така, околу тоа. Само Киксан има пари од кај нив. 3-0 за Куске, сега гледаме брза транзиција кон шорт. Успеваат да го фатат шортот. Тука не даваат никаков отпор тимот на ГОЦ, меѓутоа еден од играчите на ГОЦ тој е цацане во конектор. И мислам дека веќе имаат информација тимот на ГОЦ дека има доста играчи на шорт. Така. Ми бараат од чатот да сменам скерот на сите играчи, само да проследиме овој пуш. Едкит го наоѓа пред кил Туха и го рифрагнува. Јасмина тука ја презема одговорноста на чистење на сајтот. Останува Туха и во хевен позицијата на лоу хапен од Цацанито, агресивно бутка позади. Ја смирува топката 3 vs 3. Одличен нейт, Кико паѓа на 30 хп, Пауерди исто така на 6, Цацанито не го очекува толку блиску, но се коригира и сега 2 vs 2. Има поставено бомбата Кјуске. Тука се негде со Хелт. Едната 19, другиот 20. Данис го наоѓа првиот кил, сега Киксан само станува против двајца. Во графити Така, дали ќе позицијата. го очекуваат, да, дали ќе го очекуваат на графити. Тука е Дани и сега го спотнува и го наоѓа Киксан. И првата рунда за тимот на ГОЦ. Цацанито ќе извади бомбата. Така, ајде дечки за вас да променам ова зашто сакавте Crosshair. Show player Crosshair, everyone. Ајде, нека биде така. Ја баш мислев дека имам добар Crosshair, ама не ви се допаѓа очигледно. Да, сега се повторно мораат да форсаат Кјуске. Имаме 3 калаши и 2 галила. Прага лига. Да. Сега гледаме брза транзиција, односно отвараат тука во плейграунд. И балони ќе отвори Киксан. Ќе исчисти таа позиција, ќе види дека мид нема, меѓутоа Цацанито е во конектор, тој постојано игра таа позиција. Така. И нема никој тука друг кој да му помогне. Сега Киксан го вида флешот и вида дека Цацан е таму. Цацан успева да го пронајде Киксан. Меѓутоа не го знаат Дани кој што полека пуша позади Јасмин. Не го очекуваше тоа Дани воопшто го Јасмин. Дани со одлично позиционирање го сопира него и ова после изгледа како втората рунда за ГОЦ. И да не го урочам мечов, но сега за сега изгледа како да ќе биде екстремно близок и компетитивен. Ова да подсетиме првата мапа која што ја одбраа Кјуске, втората ќе биде Dust 2 која што одбрана од ГОЦ и третата по потреба ќе биде Мираж. Пауерди агресивен, прекрасен флеш од својот соиграч Едкит и ги наоѓа првите 2 кила. Прерано кажав за оваа рунда, 2 vs 2 е сега, но Дани со вак спреј преку смокот губи Вејткит само Едкит станува полако Пауерди. ми да ја смени пушката, односно да апгрейд на својата пушка. И Дани ќе го пронајде Пауерди, кој што проба да пикне Хевен. Така, ја смири оваа рунда, мислам дека беше 3 на... Се извинувам, 2 на 4. 2 на 4, така е. Така да ја смири оваа рунда, ја врати во своја полза ГОЦ, но изгубија доста пушки и не се они баш најстабилни економски покрај тоа што се кантери, нивните оружја и јутилити е по скап, така да повторно се враќаме кон тој момент дека кој да победи следната рунда го бутка својот противник во еко. Сега гледаме half buy од Кјуске, диглови генерално со армор. Така е. Купуваат дезерти 5 и армори. Киксан само нема армор, сега Дани ќе биде тој што прв ќе го спотне Пауерди. Го остава на 79 хп. Меѓутоа Дани и Килера добиваат динкови во меѓувреме. На 58 хп остануваат двајцата. Тука Кико и Јасмин се бустаат на шорт да видат
Дали има некој на А кој што ќе пика шорт, меѓутоа Хевикс во меѓувреме го наоѓа 8 кит кој што беше на шорт, мисля че не дека и Да. Сацан со Килвърс Пауърди 3 на 5 го спотнуваат и Киксан. Цацан со флеш за својот соиграч, Дани пика после тој флеш и пронаоѓа еден кил. Тука сега само станува Кико и тој го губи својот живот. Израмнување имаме на првата мапа, тоа е 3-3. Сега гледаме и фулбој од страна на Куске. Многу Што близок. мислиш за мапа вака? Сити се едете повеќе или има некаков баланс? Мислам дека има доста голем баланс, но има многу голем потенцијал кантерите да буткаат агресивно и да земаат мап контрола поради лејаутот на мапата. Само да видиме што служува тука. 8-кит со прекрасен хедшот и го завршува животот на Хевикс, но Цацанито бутка од конектор. Наоѓа уште еден кил, но и тој е треднат 3 vs 3. Повторно се враќаме. Дани е топ мид, има оваа позиција целосно. Агресивно бутка Тухај на без шорт и ја дава предност за својот тим. Килера исто така тука го погубува. Јасмин само станува Пауърди против тројца, веќе живи и тој го губи својот живот. Четвртата рунда и првата предност за God's Lead. Одлична игра гледаме од страна на God's Lead. Се извојуваат Цацан и Дани малку по бројот на фрагови што ги имаат. Цацан со 10, Дани со 8 фрагови. Така. Сега гледам уште еден халфбај на тимот на Куске. Сега сите во конектор трчаат на шорт. Прават огромна галама. Ова може да биде некаков фейк. Јасмин и Пауърди успева да го најдат Цацанито. Во меѓувреме Дани со 3 фрага, 4! И Киксан го наоѓа Дани. Не успеа Дани да направи ейс и да го докречи Киксан. Ово остава само на 50 хп. И тука е тука да затвори петата рунда за тимот на Гоц. Така е. И уште еден фулбој од страна на Куске. Така е. 5-3. 5-3 предност за Гоц на противничката мапа. Треба да се задоволни со играта до сега. Видиме овој фулбај од двата тима што ќе донесе. Него изгасија молотовот кој што падна на топмид, на рампата. Агресивни, тука ги гледаме Килера со својот соиграч Цацанито на долго. Ја заземаа таа контрола, го смокнаа влезот и сега се повлекуваат назад и имаат таа информација дека не се таму играчите. Видете колку пасивно играат во плейграунд. Кјуске мораат чекор по чекор да чистат оваа мапа и агресивните претходни позиции на Гоц. Гледаме на радарот колку ствари пасивно играат, сите со околу T-спонот некаде немаат навлезено на мапата и да земат мап контрол. Тоа ќе го прават после смоковите. Гледаме Дани и Цацан играат блиску. На шорт, еден до друг, меѓутоа сега Цацан се повлекува, односно и Дани се повлекува назад. Ја смокна шорт или банана. Сега може да се кричат само од тойлец. Уште еден рисмок на банана и сега Цацан го спотнува тој пик, односно се извинувам, тој буст што проба да го направат терористите. Паѓате се на И да 16 видат- хп. Се фокусираат Кјуске на банана. Ке екзекутираат Конано. Дани агресивен со првиот кил и уште еден динк наоѓа втор кил Јасмин и Кико, затоа тука се да го истрейдаат да ги истрейдаат играчите кои што беа на А-сајтот и сега со прекрасни смокови забарикадирани се играчите на Тухај, мора да постават бомбата, уште 6 секунди има, преку смок убива еден, но не го убива плантерот. Тухај за малку ќе затвореше оваа рунда, остануваат Јасмин и Киксан против двајца. Киксан го губи својот живот, Јасмин 1 vs 3, наоѓа два хедшоти. Но не успева Тухај. Тухај е тука да го убие Јасмин и да ја донесе шестата рунда за тимот на Годзлит. Одлични тредови гледаме од двете екипи. Не го очекуваа Дани дека ќе биде блиску пред смокот, па затоа брзо падна два играчи на тимот на Куске.
Тоа мислам дека беа Кико и Ейтки, ако не се лажам. Така. Или Поверди и Кико. Не сум многу сигурен. Повторен бай имаме од Кјуске. Со тој план ти сите килови што ги земаа таа рунда можат да реинвестираат. И со убав utility, промашен Молотов, не ги се опира пушевите на рампа и топ мид. Прв е Цацанито тука заедно со Дани да го пречекаат овој пушот. А и од конектор Дани наоѓа еден кил, но одма е рефраг на Цацанито, мора да се повлече назад за да успее колку толку да го задржи сајтот додека стигнат ротациите. 4 versus 4, тој да во полза на терорите односно на Кјуска. Во меѓувреме никој не бутка, само еден останате, тоа е Хевикс на Б сајтот. Повторно реагресира Цацанито кон Банана. Отвара Ејткит тука на Цацанито мислам дека тука ќе пронајде уште еден кил, да го фаќа неспремен Киксан, уште еден човек предност за Гоц. Продолжуваат со оваа безпрекорна игра. Хевикс го завршува животот на Јасмин, сега само станува Пауерди против сита четворица. Хевикс прекрасен холд на Б со 3 фрага, ја дава седмата рунда за Гоц. Малку гледаме неспретна игра од страна на Куске. Да, не има оди од рака баш Додека- тредањето. Меѓутоа имаат и доста лоши тајминзи, видовме многу тајминзи каде што ги фаќаат со бомба во рацете тимот на Гоци. Сега Јасмин го спотна АВП-то, меѓутоа немаше валјда доволно време да го Во скок Пријави. беше Јасмин, да, не можеше да го изгуби својот живот. Паварди. Ценито со opening kill во оваа рунда. Чуден ба имаме тука од Кјуска, имаме еден кој што е скоро целосно форснат. Останатите остануваат околу 1500-2000 долари. Ова е првата мапа, дечки, за тие што прашуваат, пик на Кјуске Gaming, втората мапа е Dust 2 која што е пик на Gods и третата по потреба ќе биде Мираж. Мираш. Кикса на лонг позицијата успева да го тагне Цацан. Кој што со АВП го спотна Јасмин. Така. Од другата страна Кико и Ејтки се доближуваат на шорт. Меѓутоа тука исто Цацанито, и Дани одличен агол од Цацанито и Дани со прекрасен спреј контрол ги наоѓа трите фрага врз Кјуске Gaming. Носи осмата рунда за својот тим. Дани продолжува со оваа форма. Гледате 18 фрага, Дани Цацанито 14, другите се далеку под нив со 7 од Тухај. Многу разиграни овие двајца играчи и тие се разликата моментално помеѓу овие два тима. се согласувам апсолутно. Дани и Цацанито има одлични тајминзи, одлични фрагови направија, искористија тие тајминзи и ги го носат својот тим во веќе солидна предност од веќе 5 рунди. Мапава е пик на Кјуске. Сега во меѓувреме Кико паднал. Дани го пронашал тој фраг. 19-тиот за него. Јасмин сега понека бутка без ниеден флеш, без ниеден смоук и Киксан успева да го најде Дани. Но Киксан Меѓутоа, одма го губи својот живот, 2 versus 2 се враќаме. Прекрасен нейт! Губива едниот и прави многу демидж на другиот Пауерди, само станува против двајца на 5 хп. Килера и Цацанито на 100 и ја знаат неговата позиција. Одлично. Паварди од 60 некако стигна на 5 хп и сега Цацан тука ја го чува тој агол. Паварди влезе во неговиот кросер. Бара тактичка пауза. Цацан со Играчите на Кјуска може да се префрлиме на нас. Малца позборуваме додека не почне повторно гемот. Одличен почеток според мене на овој прв полуфинален меч.
на моменти, не на моменти, туку далеку во предност отидоа со 9-3 Gods, но мислам дека е поради тоа што малце има тајмингот оф на Кјуске, што мислам дека ќе се подобри со тек на играње во односно малце да се вратат у форма. Прв гейм во денот има се разбира и дополнително едноставно имаме двајца играјчи кои што се Деница Цанито, кои што многу се распукани денеска. Од Кјуске сите се генерално со истите фрагови, така да имаме уште еден играч кој што ќе се разживее малку од Кјуске, ќе биде многу поблизок овој гейм. А мислам дека и тоа не очекува понатаму, зашто овие два тима не ќе да изгубат еден спрема друг. Така е. До сега сите тајминзи, сите све искористија буквално тимот на Godsled. Мгм. Додека кажав и претходно, тимот на Куске многу неспретно делуваше. Да, мислам дека до будењето работева, дека им е прв гейм, зашто Кјуска едноставно до сега покажа многу поразлична и покомпетентна игра и мислам дека тој ќе не очекува малце да се разиграат. Па да, меѓутоа не видовме оверпас од нив. Да. И како што кажа ти на почетокот, не видовме некои играчи кои што, односно некои тимови кои што може да им се спротистават. Така. Не верувам дека се воку, како и да звучи, воку подобри Gods, мислам дека се на слично ниво со Кјуске Gaming, така да очекувам поблиска игра и во продолжетокот на оваа мапа, како и на Dust 2. Така е. Бугимен, ќе има ли giveaway? Ќе има giveaway, едниот giveaway ќе биде пред почетокот на вториот полуфинален меч, тоа ќе бидат овие прекрасни слушалки. А вториот giveaway ќе биде пред почетокот на големото финале, тоа ќе биде тастатурата која што држи Трајче во рака, а тоа е G413 Carbon од Logitech механичката тастатура. Како и да свртиш, пак и убава, така да. Да. Голем поздрав до кастерите, најбољи сте, фала ти многу. ЈНК, Јован, шеф Џони. Фала ти ЈНК, звани Јанко. Се извинуваме ние за нашата грешка, меѓутоа така ни дојде поради Јанко, кој што моментално е тренер на Face. Да. NFS Carbon, да, Need for Speed. Кога прв пат го слушнав, прво ми текна Need for Speed. Уште трае тактичката пауза, за кратко ќе се вратиме. Го имам на другиот. Веќе ај стисни. Копчињата, брат, затворена е преубаво, не сакам да ја отварам, не сакам да пробам ништо, тоа што ќе си ја добие, да му биде неотпакувана целосно и Трајче оставили пица за нас. Не, брат, све изедов. Која мапа е? Ова е првата мапа Overpass, втората ќе биде Dust 2, која што е пик на Gods, а трета по потреба Мираж. Ја мислам дека тие треба да отпеат нешто. Иван, ја мислам дека Опера, не треба опера. да отпеат нешто, пошто од 121 ќе паднеме на 21. Viewer. Некоја арија. Тоа колку е високо за пење, нема шанси. Арија. Не. Со моето високо цена, кажам само прозори по кафани и чаши. Чаши со гласот или со раката у кафана? Со гласот, со гласот. Нешто Тома Здравковиќ може. Ево, Тома Здравковиќ не ми текнува сега ни една песна. Знаеш нека, амаки, имаш нека на памет? Искрено, значи јас се насмеав од култура, немам појма кој е Тома Здравковиќ. Од култура, Дуо трио многу љубам да веслам, сакаш тоа да се менјаме? не, знам кој. Многу љубам да веслам, да чичам веслам, љубам ја. Многу љубам да цицам. Ајде поцицај. Со гласов колку и да пееш лошо, пак звучи некако добро.
Не, ужасно пее. Ја мислам дека сум tone deaf. О, ама Викса да го слушнете како пее. Викса е славеј, брат. Без кастер буѓе од трача, двајцата сме топ. Двајцата Шалам. сме бест. Буѓе подобро. Даста, бе, даста. Аутотюн стави буги. Да, бе, и после ќе почнам трап да снимам, брат. И ќе почнам вака, ова ќе им биде лириката со аутотун. Може голем хейтер сум на трап. Не, види, искрено да ти кажам, јас си поштувам трап, ама повеќе музичкиот аспект, не лиричкиот. Лиричкиот повеќе ми се свиѓа она Golden Age на рапот, али музичкиот повеќе некако крева по клубска музика е. Да, по клубска. Мене ми е проблемот со трап дека глуми рап. Фората е, рап не е уникатно дека добро пееш, не е уникатно битото позадина се е 4/4 так, уникатно е текстот што ќе го пишеш. Трап, ако го заменува тоа што е рап, трап Да. воопшто не е уникатен текстот. Си ги слушал една песна и си слушал 10-та песна трап, исто е. Да, Само ама битот е трапот- различен. Трап не доаѓа од зборот рап, туку доаѓа од трап као стапица, као од таму доаѓа. Од Форчан доаѓа трап. Буги, шо мислиш? Да збориме за кантар, не за рап. Буги, шо мислиш дали ќе има мираж? Да, мислам дека ќе има мираж. Мислам дека се преблиски овие два тима да нема трета мапа, или ако нема трета мапа, двете мапи ќе бидат преблиски, предобри за гледање. Почнав да се потам, прекина малце промаја да дува. Кој ќе дое кај мене да ми купи една клима, ако може? Па не мора клима. Трап terrible рап. Уа Да. хейтер. Хейтер еден. Прочитате горе шо пиша. Шо пиша, Жика? Сугестија за нареден турнир да има по 30 секунди, 4 такви тайм-аути и чекај, и плюс технички. Да, ова Мислам е дека е технички. техничка природа, да. Да, Не, има не. Кико има некој проблем. Техничка природа ева. И како го држам шишава ко спонзори да не се овие па да ги рекламирам. Се враќаме, дечки, реди се. Почнуваме со продолжуваме, се извинувам, со Gods против QSK. Девет спрема 3. Цацанито повторно со ист пик како и минатата рунда е отвара ова. Јасмин агресивен тука. Оу, Цацанито продолжува, Едкит паѓа. Цацанито повторно со трет кил Дани, конечно помага двајцата кои што не прекинаа да фрагаат секоја рунда. Пауерди конечно возвраќа со едно убиство за својот тим. Но останува сега сам против 4 играчи. Веќе Даница за нито со по 20 фрагови, ова не е реално. Што се случува во 12-тата рунда? Ова само овие двајца играчи играат. Сега Пауерди со 2 фрага пробува да направи некаква штета, меѓутоа Дани ќе го чека тука да искочи смогот и Дани ќе го пронеде. 21-виот фраг за Дани. Така е. Дани 27 фраг, Цацанито 19. После сите се со 8 и 5 фрага од неговиот тим, додека другите Кикса на врвот со Јасмин од по 9 фрага, Ејткит 6, Пауерди 6 и Кико 3. Така сега гледаме фулба од страна на Куске, нема некој многу утилити. Кико со фраг врз Хевикс, тука Цацанито не го очекуваа да биде Б, го пронаоѓа Киксан. 4 vs 4. Ова иде во полза на Кјуске. Перфектен тајминг за да буши го остава на 20 хп. Тухај и го завршува со Кико го бомбата. завршува. Кико не го виде воопшто, а го уби човекот. Вак, плиз. Ке смоукне Кико во Хевен. Таму нема никој. Односно Дани беше таму на керотира сега од доле, ќе му помогне на Цацан, меѓутоа четворица влагаат на Б сајдот и Дани успева да го пронеде Кико. 3 на 3. Јасмин ќе ја плента бомбата, но
Дани Цацанито. сники плей. Цацан го убива Ейткит, Килера Јасмин и Дани Пауерди и Дани ќе дефюзне бомбата за 11-тата рунда на тимот на Гоц. Дани 23, Цацан 21. Другите немаат ни дабл диджит, оно, Да. толку е разликата. Да, мислам дека разликата помеѓу 11-3 овие рунди се сега за сега барем Дани и Цацанито. Нема некој на тимот на Кјуска кој што е разигран како што се овие двајца играчи. Иако гледавме добри рунди од страна на Киксан за вчера, односно вчера се извинувам. Цело Повторно, време беше тука за да ги треда своите играчи. Цацанито. Цацан, Пак ја отвара рундата заедно со Дани. Какво ненормално дуло е ова. Конечно Киксан ги трейде и двајцата со два прекрасни хедшота. Постои шанса конечно добија четвртата рунда Кјуске, но Хевик со пуш од Монстер го сопира, ја сопира таа желба на Кјуске. Се останува на сега, грбот на бомбата Кико е Киксан. падната тука, но Килера ќе ја види бомбата, но Кико го спотнува. Килера успеа да пронаоѓа. удари Кико. Сега останува сам Киксан против тројца, Килера со one tap му го завршува животот. 12-3 и само видете ги Дани и Цацанито што прават. 24. 24 и 22 фрага. Шта речи, а не заплакати. Одлична игра од Дани и Цацанито. Тоа е подобро да им пуштавме ајмап да играте да не знам. Се шалам. Многу важно пиштол рунда за Кјуски, ако сакаат да вратат и се фокусираат кон конектор, таму се играчите. Јасмин отвара со двете пиштолчиња, но Цацанито продолжува Килера, му се надополнува со уште еден кил. На момент имаат предност од еден човек преку Јасмин, но Цацанито одма возвраќа со два хедшота, ја плантираат бомбата. Ейткит е единствен на А. Сега мислам дека ја знаат и позицијата на двајцата играчи, така и си да се враќаат назад кон да гледаат графити. Го тагнуваат, Ейткит останува на 60 хп, тројцата гледаат таму и Хевик се затвара рундата со вториот негов фраг, Цацанито со 2 фрага и Килера со 1 фраг. Мислам дека 11-3. Цацанито и Дани се надпреваруваат меѓу себе повеќе, кој повеќе фрагови ќе Да, направуваат. кој повеќе фрагови ќе направи. 8-8-9 се фраговите на Туха и Хевик и Килера уште од пред 10 рунди, мислам дека. Сега Форсбај гледаме од страна на Куске. Нека да дадат оваа рунда, ќе пробаат да ја земат, се пустат да гледаат шорт, меѓутоа таму нема никој. Во меѓувреме тимот на Гоц ја завзема фонтана. Ќе отвори балони. Килера чисти дуго и чисти вециња. Сега имаат добар мап контрол. Тимот на Гоц. Јасмин го добива так од страна на Килера, мислам дека беше тоа кој што се наоѓа во Монстер. Не, од страна на Цацан. И Цацан полека, без ниту еден флеш, без ниту еден смок, влага во Монстер и ќе го најде Јасмин. Никој не ја гледаше таа позиција, Јасмин е сигурно љут. И сега Цацан со уште еден фраг, но Киксан од барел си искача и го убива Цацан. Киксан му извадена главата од Дани, Ейткит конечно враќа со својата чавка, но без кит. И Ейткит со 38 хп изгледа како ова да е 14-тата рунда за Гоц. Одлична игра покажуваат Гоц. Ейткит го губи својот живот, Кико со убав one-dig го сопира Тухај, но сам против двајца без кит. И нема многу време, наоѓа уште еден хедшот, но Хевикс го сопира перфектен тајминг, двајцата да пикнат истовремено. 14-тата рунда е тука за Гоц. Цацан и Дани имаат повеќе фрагови заедно отколку сите други 8 играчи што се на сервер. Quickmats. Страшно. Одлична игра гледам во страна на Гоц во секој
случај, сега само 5 дезерти купуваат, односно халфбай, прават тимот на Куске, меѓутоа со Раш лагаат на Б. Почнуваат да Монстер. рашаат без никаков проблем. Го изгубија Пауарди во смокот, но меѓувреме Цацанито и Килера го отворија А сајтот целосно, се извинувам, Б сајтот целосно. Дани е тука, наоѓа еден кил, но Кико и 8kit ја враќаат колку толку рундата во можност да победат. Цацанито и Килера против Кико и 8kit, но Кико и 8kit имајте во предвид дека се уште играат само со два диглови. Килера паѓа на 8 хп, но успеа некако да преживее. Кико со прекрасен хедшот на Цацан. Килера Станува сам. Килера 1-2. И Килера со одличен фраг врз 8kit. Not like this! Станува Кико на Not 10 пронајде. 15-тата рунда за тимот на Гоц. Ништо не им оди од рака на тимот на Куске. Охо. $15-3. Сега Куске Купија. имаат фулбај. Да, не се откажуваат од овој гейм. Имајте во предвид тоа што е страшното дека ова е пик на QSK Gaming. Кико со одличен фраг врз Тухај. Одлично пик на тамо во конектор и сега Килера успева да го убие 8kit. Кој што беше испушан на мид. Веќе не ни знаат што прават играчите на Куске. Некако многу лесно ја даваат оваа игра. Тоест, оваа партија. Оваа мапа. Цацанито со еден кил, после тоа е рефрагнат од Пауарди, 3 vs 3. Агресивен бутка тука Јасмин. Да доби информација, но ќе го пречекаат двајца играчи од Godz. Успева да најде еден кил, но го вади ножот, после тоа не излезе Килера на брзина. Сега може со уште еден рипик, Јасмин со прекрасен втор хедшот. Само станува Хевикс против тројца. Се размина, сега Јасмин и Хевикс. Еј, се сврта на кратко и Хевикс успева да го убие Јасмин. Следниот таргет треба да му биде Кико. Кој што ќе го почека својот соиграч да ротира. Хевикс ќе плента бомбата во смокот, меѓутоа Паварди доаѓа од шорт. И го спотна Паварди дека Хевикс иде на кај лонг. И ќе го најде, ќе најде неговата глава. Четвртата рунда за QSK е тука. Викса не ми го кради спамот, брат. 28, 26, 10, 9, 13. Сега са ни дани одлични во оваа серија, мораме да признаеме. Односно на оваа мапа се извинувам. Ето што не е завршено. Еко се оваа рунда Godz. Ако сакаат воопшто размислуваат QSK за камбек, мора чиста оваа рунда да ја земат за да зачуваат што повеќе пари, да имаат бај секоја рунда. Но не смеат ниту една грешка да направат. Веќе Дани агресивно бутнат на банана. Тука си неговите останати играчи, но во меѓувреме Пауарди не се одлучува да пикне во конектор. Тука го чекаат двајца играчи, го слушна, сега тројца ќе искочат одма и ќе го убијат Пауарди, не успева да најде ниту еден, го тргнува само Цаца на 30 хп. Сега го имаат конектор и може да ротираат каде што сакаат играчите на Godz. Додека играчите на Куске ќе треба доволно да се распоредат. Односно добро. И сега Кико со одличен фраг врз Дани не успева да го забележам каде точно го бутна. Пушаат насајд, Кико како флик врз Хевикс. Килера губива Кико 3-2. Меѓутоа Килера и Тухај сега имаат АВП и калаш во своите раце. Не се само со пиштоли. Оу, Тухај за малку играше. Тухај ја има и бомбата 8kit. Килера го Ферли АВП-то, АВП-то. не може да го земат. 15-5. 4-5 калаши се извинувам, гледаме и доста релативно слаби утилити. Имаме 3 смоука и останатото се флешови на страната на Godz.
Немаме АВП во рацете на Кико, но затоа имаме еден калаш и 4 емки. Агресивен на мид 8 kit, но веќе помина Hevix во Playground. Меѓувреме Кико Кога се Дани и Кико се блиску еден до друг. да се пукаат преку смок во конектор. Не успева никој да најде Никој не демидж. успева да најде демидж. Така е, окей. Јасмин сега не ги спотна 20 играчи што пробуваат да влезат од Монстер. Меѓувреме го губи својот Киксан, но од после од својот гроб најде еден кил со молотовот и тука е Пауерди уште еден кил да направи. Имаат предност од еден човек Кјуске. Дани Хевикс и Тухај остануваат, бомбата е падната позади, Тухај го губи својот живот и сега Дани и Хевикс ќе пробаат, мислам дека да ги зачуваат овие оружја, економијата не им е баш најидеална на ГОЦ. 23 хп има Пауерди. Ќе пикне на шорт и ќе биде убиен од Дани. Дани ја намалува предноста за тимот на Куске од 4 на 2, 3 на 2. Ето Хевик сега е тука близко Вецинга, ќе го спотне. Тоа е 8 kit. Кико полетка ротира повторно на бидејќи знае дека има еден од играчите на ГОЦ кој што беше во Тойлец. Хевикс не го очекуваше тој агол на 8 kit. Не го провери. Сега 8 kit останува сам на А-сајтот. Меѓутоа тука и Кико се извинувам. Кико успева да затвори оваа рунда, да го убие Дани и тоа ќе биде шестата рунда за тимот на Куске. Да, и сега имаат одлука што ќе прават ГОЦ за оваа рунда. Дали Halfbay, дали Force или Еко. Се одлучуваат на... Оствари Килера само купи Дигл и Армор, останатите без Армор со Диглови во нивните раце и еден Tech9. Цените останува со Глокот и еден Флеш. Ги пречекува, но Дани со прекрасен хедшот. Некако успеваат да ги направат овие трейдови да се во предност со Вокулош бај ГОЦ. Имаат предност од еден човек. И го пронаоѓаат и Киксан, сами остануваат сега Јасмин и Пауерди. Не знам што се случи оваа рунда, тоа беше еко за ГОЦ. Not like this. Сега ја смируваат играта тимот на ГОЦ, не сакаат да направат некоја грешка. Гледаме Килера држи испад тука и тука успева да го најде Јасмин кој што мораше да пушти и да собере информација каде се играчите на ГОЦ. Останува сам Пауерди на А-сајтот. Ќе успее да најде еден вториот. Но знаат неговата позиција, доаѓа еден од шорт, еден од кафе. Тука и успева да го убие Пауерди и 28 фрага имаат Цацанито и Дани. Ау, колку добра партија. Блиски беа генерално сите рунди, но Цацанито и Дани немам што да кажам, нема други зборови. По 28 фрага во рунда во 16-5 победа за нивниот тим. Да подсетиме дека ова беше мап пик на QSK Gaming. Идеме сега на мап пикот на ГОЦ кој што е Dust 2. На кратко нешто да кажеш па да идеме на 2 минути паузички после почнуваме следниот гейм. стварно не знам што да кажам, освен тоа дека очекував многу повеќе тимот на Куске. Мислев дека барем ќе биде близок меч со ќе има дабл диджит во нивниот скор, меѓутоа 16-6. Така. Голем дефицит треба да се вратат сега на Dust 2. Мислам дека одма почнуваме, за тоа идеме на минутка до 2 пауза, колку што касни GoTV-то и одма се враќаме со втората мапа помеѓу QSK и ГОЦ. Бреба.
Толку брз. Интернет од Неотел. Толку брз. Интернет од Неотел. Толку брз. Интернет од Неотел. Гледам се спама грил у чатот. Да, ретко сте тоа на Twitch. Значи ми се свиѓа рекламчето. На брзинка, што мислиш за што мислам дека се тука негде сега ќе започне овој меч? Што мислиш за вториот гейм што не очекува? Па не знам, со оглед на тоа дека првиот гейм беше избор на Куске, вториот добија толку многу кютек, баш буквално. Вториот дека е избор на Godsled, сигурно има зошто е тоа избор на Godsled. Така. И мислам дека ќе се заврши овој турнир 2-0. Меч мислиш, да? Да, меч се извинувам. Да напоменаме дека овој гейм беше планиран во 3 часот да се игра, но за да ми излеземе во пресред на QSK Gaming поради тоа што играат Адриа лигата, го поместивме за сега над преварот, така да овој се игра прв поради таа причина. Сакаме да го поддржуваме, сакаме да поддржуваме македонската CS:GO сцена и потребно е QSK да бидат представници на Адриа лига, преди тоа го преместивме во овој меч, така да што и да се случи тука со среќа нека имаат против Blink, мислам дека играат. Момчило, ја и Викса многу те сакаме, брат. Ти Викса. Дојка чекаме да почне мечот, дечки, сега кај идеја ќе почне, дали имате некои прашања? Во меѓувреме додека ги пишувате прашањата, уште еден голем поздрав на нашите поддржувачи. Генералниот спонзор за овој настан е делегација на Европската унија и EU House, огромна почит на нив што го овозможи овој настан. Тука се и Неотел, Nexio, Pizza, Giacomo, GGTVMK, посебен поздрав до Мило, Шака Транспортер и Паун Оли. Момчило многу добро играш како Майкл Джексон си. Ја мислев баш спротивното. Добро утро, Моки, како си? Поз до Трајче, одлично сум, како си ти? Джанама? Поздрав и од мене. Првиот гейм мислам дека заврши 16-5 во полза 16-6 се извинам, во полза на Gods. Сега почнуваме со вториот меч, тоа е Dust 2 и пик на Gods. Да, центриран сум, брат, денес од Сабајле станав, си центрирав убаво и сега ми е топ. Дечки. Моки. Може да почнеме. Почнува вториот гейм. Втората мапа од овој прв полуфинален меч. Одиме на Dust 2, GLHF до играчите и се надевам дека ќе уживате и во овој пренос и во овој надпревар. Сега го почнуваат како терори. Јасмин веќе неколку пати игра со овие две пиштолчиња очигледно. Мислам дека цело време, не неколку Да. пати, цело време. Прва рунда се труди да ги зема овие пиштолчиња и сега таму мислам дека Пауерди беше тоа што го стагнува два пати цацанито. Така. Или тоа беше Јасмин, не сум Не, сигурен. Power беше мислам тоа дека од беше, мид. да. Кико сега ќе има тука брз контакт на долго, убав флеш го избрка од аголот и со тоа се повлекува на CT рампата Кико. Со прекрасен one-tap го сопира цацанито. Но Килера во меѓувреме наоѓа уште еден кил од секаде, буткаат сега играчите на Гоц, немаше ниту еден кој што го чува лонг. И сега Јасмин од далеку со тие две пиштолчиња пробува нешто да направи, но го губи својот живот. Килера со четврти фрак и не успева да направи ес, останува сам Јасмин против Хевикс, Јасмин на 5 хп. У хедшот позиција ова и за двајцата, така да не прави разлика, но Хевикс ја пронаѓа главата на Јасмин со своето P250, продолжува
Ова перфектна игра од Гоц. Овој пат килера со 4 си фрага. изгони со 4 хедшоти од својот глок. Гледаме фулбој сега од страната на Куске. Имаат две чавки. Дезерт, MP9 и Shotgun. Агресивен Јасмин. Успеа да направи еден так, го бутка на 28 хп. Хевикс, но Хевикс со својот калаш. Овој ќе може да направи килера, го најде перфектен момент да буши ни смок, го остава на 22 хп Пауърди. Форсаат во оваа рунда, Кико со прекрасен хедшот го сопира Цацанито. Тука и Хевикс во близина е на 28, Кико има многу голема можност да Пука преку смок за малку. Ке го пронајдеше Хевикс, тој успеа да земе бомбата. Во меѓувреме влегуваат веќе на шорт, килера и Тухај мислам дека се тоно Eitkit! Eitkit! Какви два хедшота! Му се наместија третиот хедшот за Eitkit со оваа чавка. За малку ќе го најде и четвртиот. Хевик само станува против тројца. Eitkit му е дојден очигледно преку глава да губи рунди од Гоц. Дали ќе го најде и последниот кил? Хевик си игра околу смокот бутка и Eitkit со четвртиот кил. Оваа чавка 3 хедшоти и 1 кил во телото. Ја враќаат рундата Кјуске нерешено. Не, Eitkit ја враќа рундата за Куске. Да. Значи, вакви фрагови стварно одамна немаме видено. 1:1. Eitkit малку касни со молотовот надолго, но не го загуби својот живот. Се повлекува играчите од таму, го чекаат молотовот Гоц да помине, сега иде и смок. Убав флеш и го губи, неспремен Кикса, но затоа Eitkit продолжува со ненормалната игра, наоѓа 3 кила. Сепак ова е смок. Та Хевикс, убав хедшот и Цацанито му помага тука со уште еден хедшот и го чистат долго и сега некако завршуваме на 2 vs 2. Мислам дека Eitkit сгреши што искочи со своето USP, требаше да си даде време да релодира имката, бидејќи 20 играчи на Коц беа со дезерти. Така е, Цацанито и Хевикс околу лонг. Цацанито мислам дека чека, не, тоа е Хевикс чека пушот позади. Игра трпеливо Кико. Го чува овој дел од мапата додека Пауърди се наоѓа пред буст позицијата. Он ќе го има главниот контакт и главната можност да го сопре овој пуш. Го користат последниот смок играчите на Гоц да го покријат. Со еден смок не може да се покријат целосно цета, мора да има. Но со тоа го повлекуваат и Кико на шорт. Пауърди ќе има тука главната задача. Имаат се уште армор Кико веќе почнува ротирана кај Б и Хевикс го понавага Пауърди. Кико останува сам сега брзо да се враќа на кај шорт, меѓутоа бомбата ќе биде веќе плентана и Кико успеа да го најде Цацанито кој што беше на рампа. Хевикс е сега на 28 хп. Кико трпеливо се повлече, на 7 хп паѓа Хевикс. И Хевикс продолжува агресивно да бутка. Никако не го очекуваше тоа Кико. Да, беше многу неспремен. Не беше, мислам, не можеше да очекува дека Хевикс ќе направи ваков плей. Одлична игра од страна на Хевикс. 2:1. Сега си додаваат со рундите буквално Уски и Гоц. И сега Киксан го наоѓа килера. Продолжува Eitkit, наоѓа уште еден так врз Хевикс. Се повлекуваат од долго им ја даваат контролата на Гоц со еден човек предност и со 3 скаутови треба да играат од подалеку. Eitkit не го пронаоѓа вториот так. За малку не го пронајде. Да, но знаат дека два скаута ги чекаат тука Гоц, поради тоа се повлекуваат. Не можат да го победат тој дуел без да загубат многу членови. Јасмин продолжува да пикнува на мид, најде так врз Цацанито, но исто така и тој паѓа на 16 хп, имаме смок мед тобе. Мислам дека Цацанито ќе фека кон шорт, а главната задача ќе има Пауърди својот дигл да го сопре пушот на Б. Twitch Eitkit се мрда ненавремено, но успеа да го најде првиот човек и сега мора да сватат дека треба да изротираат Кјуске кон Б. Таму е се уште само Пауърди.
со својот дигл, ќе треба да се справи со Сега двајца играчи. тоа и го прави Јасмин. Ротира Јасмин, се наоѓа во сайт. Платформа, гледај, преку смок. Што? Што беше сега става Јасмин? Вак! Два пука, 2 кила најде. Ух, Вак, одлична партија од Јасмин. Не мораше да сега- ги види двајцата играчи на год за да им го одземе животот. така повторно гледаме една рунда за едните, една за другите. Да. Го очекувавме ова од оваа мапа, сепак е Dust 2 и акциона игра сакаме да имаме, каде што цело време се менува лидерот во рунди. Агресивен пуш на шорт, Јасмин тука е сам со својот скаут. Не успева да најде ништо посебно, само еден так. Пауерди за тоа му помага од лонг, заедно со Кико си тапнуваат. Пауерди со уште еден кил и 3 кила на Пауерди, 2 Кико. Ја затвараат оваа рунда, бараат пауза играчите на ГОЦ. Меѓувреме се префрламе на нас додека трае оваа пауза, да не пуштат нешто погрешка во чатот. Нешто. Доста добра партија. 3-2, цело време се јадат во рунди. дефинитивно. Ниту еден тим до сега не конвертираше 2 рунди поред, освен мислам дека тоа беше да. Сега со оваа рунда што победија Кјуске конечно земаа 2 рунди. Направено Хеклер. Резултат, значи првата мапа ја победија ГОЦ 16-6. Првата мапа беше Overpass пик на Кјуске Gaming. Втората мапа е сега Dust 2, која што е пик на ГОЦ и е 3-2 Да. Куски гейминг. 3-2 за Куске. Одлично играат и двата тима, барем во оваа втора мапа. Рунда за рунда се игра. Игра исполнета со преубави килови и мултифрагови од индивидуалци. Baby Rage имаме од Мики. Чатот. Ух, индивидуално ги зема рундите, да бидам искрен. Мгм. Првата ја зема 8-Kit, втората ја зема Јасмин, Да. И третата Пауерди. а третата Power 3 фрага имаше. Но не, тоа Не гледам чавката нека- на Да. Пу, какви И убиства на, беа и тоа на, од и на Eight Power и на Јасмин, да. Тоест и на 8-Kit и на Да. Јасмин. Solo players. Килера 4. Да, Килера исто така на пиштол рундата имаше 4 фрага за ГОЦ. Да, 4 хедшота така. 4 хедшота, фала што не подсвети Стефан. Ки има ли giveaway? Ти прашуваш или некој чатот? Не, некој час. А Стефан, одлично прашање. Се префрламе ингейм на брзинка. Овој гивој ќе биде пред финалниот надпревар што го држеше во рака Трајче, а ја ова што го држам ќе биде пред почетокот на вториот полуфинален меч кој што ќе биде помеѓу Lemon Squeezy и Рипарчи. Дечки, се враќаме ингейм. Го сопреа пушот со Молотов и Смок кон Долго. Киксан сега таму само станува распределени играчите. Јасмин повторно со овој скаут, наоѓа еден так врз Килера. И мислам дека со Нейдот ќе го докрајчи, токму така. Килера го губи својот живот. Пауерди останува Докато на не мид. Јасмин не забележа дека искочи. Тука и меѓутоа таму беше Power да го... Го губи својот живот Јасмин, беше тагнат преку зидот со дигл во главата и после цацанито ја заврши таа работа, која што ја почна Хевикс, колку што помнам. Кико е на шорт позицијата и тоа на оваа блиска позиција. Го најде хедшотот врз цацанито. Одма паѓа доле и се репозиционира, мора да се врати он малце барем ко рампат или ко нас сајтот, зашто е единствен кој што го чува сега овој момент. Ги гледа и двајцата, изаде динк, но го наоѓа килот и сега само станува Хевикс против четворица. Не го знаеше дека веќе е раширен Хевикс на океан и затоа проба да со скок да го спотне, да види дали е шорт, меѓутоа доби хедшот. И четвртата рунда за тимот на Куске. Така, гледаме дабл AWP Сега сетап штука. сега од Така, Јасмин и дабл AWP Кико. сетап.
Јасмин кида да го фати. Да фати позицијата на платформа и Кико успева веднаш да го најде Хевикс, не сум сигурен дали тој беше АВП, мислам дека не беше. И сега Проба да Кико ги одма се игра. репозиционира, но никој не беше спремен за мид пушот на килера. Тука ја гледа Виндо позицијата, Јасмин го губи својот живот и сега сам останува Киксан на Б и го губи тој својот живот, но бомбата е падната во Т база. Ја немаат оваа информација Кюске и Пауерди можно е сега да ја добие, ако ја добие не се враќа кон долго. Уф. Сам го испраќа Дани да земе оваа бомба, но не ја знае оваа информација играчите на Кюске, ако знае, мислам дека ќе се потрудеа да победат оваа рунда, а не да отидат да ги зачуваат своите оружја. Првата мапа заврши 16-6 во полза на Гоц. Сега играме втората мапа 4-2 водат Кюске. После долго време пристигнува Дани и ќе биде плентната бомбата на Б. Пробаат да чуваат Хиткит и Пауерди. Така. Да го однесат едната АВП и уште една пушка плюс, затоа што ќе мора и двајцата да дропнат, бидејќи Јасмин и Кико се тотално на нула са пари. Лажеш. Мора да ги чуваат овие пушки. Јасмин е на 50, Кико е на 100. Колку си буквалиста, значи. Срам ја рам да ти е. Виксата трола. Викса само тоа прави у животот. Не, Викса, извини. Не ми слити. Дечки, не, сега сериозно со Викса се знам од четврто деление, можеме ја и Викса вака си правиме муабет. Еве го знаев дека глуми повреден у чат. Не везе. Почнуваме со повторно 4-3. Ја враќаат една рунда Гоц, имаме дабл бай, фул бай од двата тима. На мид Јасмин, но се повлекува во смокот. Оди брзо тимот на Гоц на шорт. Тука ќе ги пречака Киксан и Јасмин. Киксан го наоѓа првиот хедшот, трейда на Јасмин, но Киксан со вториот кил го сопира овој пуш, Ејткит исто така помага и Пауерди е тука со четвртиот фраг во оваа рунда за Кюске, само останува Тухај против четворица живи, го наоѓа првиот хедшот. Паѓа на 20 хп, само тој беше динкнатно преку скалите, но Пауерди ја завршува оваа рунда со вториот фраг за него. Два за 5-3. Пауерди, два за Киксан и еден мислам дека беше за Кико или Ејткит. Успеваа да најдат петата рунда. Имаше доста потрошено јутилити за освојување на лонг. Хевикс беше близко во смокот, меѓутоа беше забележан од Ејткит. Јасмин Последиме и деветата рунда. Јасмин не го игра овој шотган само на Нюк, еве го гледаме сега и на Dust 2. Сигурно е Б, така е, близото, нели? Сега се групираат полека играците на Гоц шорт. Само Цацанито ќе остане тој што ќе биде на мид. Имаме еден дигл, два калаши останати. Како флик на Кико, ненормално игра со ова, искрено. Имаше неколку вакви флика на оверпас на првата мапа. Пауерди паѓа на 5 хп од бушењето со Хевикс. Го виде Сега Киксан. прават буст, меѓутоа беше спотнат тука од Киксан. Успева да умри, не знам зашто Киксан не продолжи да буши надале, односно да го Хевикс продолжува на мид, него очекува Пауерди да е толку близко и сега Дани само станува. Дани и Цацанито кои што беа доминантни екстремно многу претходната рунда. Поспоро им тргнува оваа, Дани само со 2 фрага, а Цацанито со 3. На крај ги завршија минатата на оверпас и Дани и Цацанито имаа по 28 килови. Ја плантира бомбата, но не успеа тоа да го заврши. Пауерди го сопира плантот и ја дава шестата рунда за Кюске. 6:3. Повторно Сега чуда и банер. Кико, Ејткит и Пауерди имаат од 10-9-9 фрагови.
Меѓутоа и другите 20 играчи се тука негде. Додека само Хевикс е некако поразигран од тимот на Гоц, има 7 фрагови. Главниот фокус ќе биде кон Б, тука се Пауърди и Јасмин. Пауърди го губи својот живот, исто така и Јасмин. Мактенот и калашот на килера и Хевикс го отворија целосно Б сајтот, мислам дека ќе се повлечат по ова. Б сајтот е еден од тие познати кои што се многу тешки за ретекување. Кико го губи своето АВП, го остава сега во рацете, имаат, иако имаат 2 Мактена на почетокот на оваа рунда, Гоц сега како фулбайд имале. Сите петорица се преживеани, сега 8-кит и Киксан ќе пробаат да најдат некој екзит фраг, но ќе пробаат исто така ги зачуваат рундите. Киксан губива килера, ќе го земе калашот, но мора да се повлече без да го загуби својот живот. Не се финансиски воопшто во идеална ситуација QSK за следната рунда. 8-кит наоѓа 1 кил. Убав флеш од 8-кит. Треба само да задржи оваа позиција на лоу хп се и 20 играчи го наоѓа првиот, но го вади ножот безпотребно. Сега сепак успеа да преживее и ова ќе им дозволи да имаат бај во следната рунда QSK, и тоа сериозен бај. Повторно го гледаме Јасмин со тој шотган кој што многу си го сака, го игра и на Нюкеве, сега гледаме дека го игра и на Dust 2 и тоа на Б сајтот. Но меѓу време Цацан го пикна Кико кој што беше на мид. Така меѓу време Јасмин- агресивен Хевикс се извинувам, агресивно влага, веќе има контролата до некаде на шорт, целосна контрола на шорт и се наоѓа во Гандалф позицијата. Пауърди губива туха и 8-кит спремен со преубав хедшот врз Хевикс. Но во време го оставија Б сајтот отворен. Дани навлезе, мислам дека да ќе го утне тајмингот. Киксан го губи својот живот и сега Дани со прекрасен лурк влага на Б. Ова му возможува на цацаните да изротира. Сега имаат Б сајт контролата. Некако ја продаде оваа рунда QSK. Имаат 20 луѓе предност, но пребргу ротира, немаше никој кој што го чуваше Б сајтот. Ја поставуваат бомбата. Сега ќе почека Јасмин да додат неговите соиграчи, сигурно нема да пикне. 8-кит полека отвара, бидејќи сега вратата е смената во негова полза. Имаме флеш тука од Јасмин, го губи тој одма својот живот. Дани е спуштен конечно, иако направи многу демидж, не го очекуваат во... Пауърди го пронаоѓа хедшотот. Конечно смири оваа рунда и беше 4-2 ако добро помнам. За малку ќе ја вратеа оваа рунда Дани и Цацанито, но успеа да задржат сепак економска штета. Огромно направија, повторно ќе треба да гледам изфорсиран брај од QSK. Имаме едно АВП, 3 МК и Јасмин ќе треба да купи SMG, тоа и го прави. Продолжуваат со инвестирање Гоц, 2 калаши, 2 диглови и еден Мак-10. Знаат дека економијата на QSK е на незавидно ниво и ако земат една рунда ќе биде доволно да ги бутнат во еко. Сега Халбай гледаме од страна на Гоц, иако имаат 2 калаши, сепак имаат доволно пари да купат следната рунда, влагаат на Б без никој да ги сопре конечно 8-кит, ја превзема таа одговорност, но Дани и Цацанито бодибилдерите од минатата мапа, кериувачите продолжуваат сега. Бодибилдерите ужасно шега направив, дечки, се извинувам. Киксан навлегува, но сам одма е убиен од страна на Хевикс. Остануваат Јасмин, С и Кико. Јасмин го пронаоѓа Хевикс, но мислам да се враќаат како да сакаат повторно да земат оваа рунда, но против тројца се мали шансите. Подобро би било според мене да ги зачуваат овие оружја, но Јасмин е фатен со смок во својата рака. Кико ќе го зачува АВП-то. Иако го хантат, тука најблиску е Цацанито. Го слушна скоупот од мид, го пука Хевикс. Кико со свртен грб успеа некако преживее гледајќи во земја. Ја користеше таа тактика која не ги гледам, ни они мене не ме гледаат. Петата рунда е тука за Гоц. Седум спрема 5. Сега гледаме лош бај од страна на QSK, само Кико има АВП, 20 се за скаутке, 8-кит и Јасмин. Агресивен пуш на долго. Киксан има главната задача, го губи својот живот од МК-та на Тухај.
Сега кон доаѓаат сите ротации, имаме две чавки, едно АВП и еден SMG. Форснат идеме оваа рунда, 8kit го губи својот живот. И Powerdi паѓа на 13 хп. Веќе се навлезени на сајтот. Тука има убава позиција Јасмин, но со оваа чавка не може премногу. Го прави првиот кил. Фликнува, но не го завршува. Вториот кико со jump no scope. Ја пронаоѓа главата на Дани, но одма го трейдат 7-6 за Кюске. Ја зимаат шестата рунда Годс. Одлично, веднаш искочија на лонг, иако Куске фрлија Молотов, беше веднаш изгаснат со смол. Сега мора да гледаме еко од страна на тимот на Кускето и тоа мислам дека ќе биде. И сега Цацанито веднаш го пронаѓа Кико кој беше агресивен и пикаше на мид. Сега неговата чавка или неговиот скаут го зема Киксан кој што килера веднаш го наоѓа. Меѓутоа е веднаш тренат од 8kit, 4-3. Го имаат и без сајтот. Не го очекуваше Јасмин Хевикс толку близко и сега 8kit успева да го тредне Јасмин и полека се шмугнува низ смокот, меѓутоа тука го очекуваше тоа. 1-3. Powerdi само станува со опит 50 ќе проба да украде некој оружје евентуално, но неговата позиција мислам гледана од Цацанито. Токму така имаме и флеш, нема да го очекува, ово е перфектен флеш, каква тимска игра од Годс. Тухај го пронаоѓа хедшотот 7-7. Најблизок халф до сега во овој, уствари најблизок халф до сега да од првата мапа во споредба со ова 7-7. Да, беше 12-3 беше првата мапа. Да. Повторно Јасмин игра со овие нетрадиционални оружја, би ги нарекол. Сега овој пат изфорсиран поради економијата, но веќе два пати играше со шатган, а се колку што помнам имаше доволно пари да купи МК или некое по-традиционално оружје. Се фокусираат кон Short Gods, а тука само ќе ги пречекува 8kit, кој што не знам со МК-та колку може повеќе од еден кил да направи. Имаме целосен execute, се повлекува 8kit од оваа позиција и одат да го ишчистат прво лонг, па после ќе прават ретейк на А-сајтот, им дозволуваат на Gods да влезат. Киксан недоволно длабоко плантираше играчот на Годс. Така сега тројци играчи доаѓаат од сете ќе го спотнат килера, меѓутоа тој успева да најде еден Цацанито со два фрага. Powerdi, Дани, Цацанито трейдови многу и повторно гледаме дека тимот на Гоци покрај тоа што беше во негатива од 3 рунди успева да се врати со 4 последователни рунди Така. и да отиде во предност во овој халф. 8-7. Многу блиска партија, 8-7-7. Многу е битна оваа пиштол рунда. Цело време тоа го повторувам како и секоја пиштол рунда, но иако се нова мета голем и се шанси да се победи втората рунда, иако се имаш изгубена пиштолката, сепак голем буст има за својата економија и евентуално да земеш 2-3 рунди подоцна ако ја победиш пиштол рундата. Киксан и Јасмин со буст. Длабоко бутка Цацанито, не очекуваше тука да биде Киксан и го пронаоѓа првиот кил, ја дава предност И за сега својот. сите ротираат кон Б, а Куске се враќаат, се групираат на мид. Ова дали ќе биде бетел на мид или ќе отидат шорт тимот на Куске? Зашто ќе се одлучат да направат? Сепак смоукна или Хевикс беше единствен кој што беше на А-сајтот. Ако го загубеше својот живот, готова ќе беше оваа рунда. Хевикс продолжува со два прекрасни one-тапа. Лурка во овој момент. Крос флешнат го уби Киксан. 8kit успе да го тредне 2 на 2. Јасмин зад вратата беше. Да. И 8 тука и не го очекуваше тоа. 8 kit 1 versus 1 е сега со Дани. Дани има кит, има и армор и доаѓа од ЦТ. Мислам дека 8kit го знае тоа. Така ќе се постави тука. Може да погоди тайминг сега да погледне кон шорт. Не се случува тоа. 8 kit ја доби информацијата и одма бега да спаси повеќе време. Одличен фраг. Убав флик, не беше најпрецизен со својот. Да, не беше баш најпрецизен со својот crosshair placement и фликна во главата на Дани, колку што помнам беше последниот играч на Годс. Можно е да. Така е, Дани беше последниот играч на год. Ја зимаат Куске оваа пиштол рунда.
бидејќи Цацан мислам дека направи прва грешка кој што бидејќи пушна на вако и сега повторно Дани пуша на Б. Кику успе да го пројде. Цацан е во смоукот, агнат е од страна на тоа е Пауерди. Јасмин Јасмин Хиксон Хиксон. Хевикс, единствен кој што врати во оваа рунда за Гоц, но одма е сопрен. Ја конвертира, успеа да конвертира од пиштол рундата во уште една рунда Кјуске. Тоа не се случи првата мапа. Но сега имаат фул бај од противниците. Мис смоук од страна на Хевикс, бидејќи беше турнат од некој негов соиграч и сега повторно пробуваат брзо да влезат на лонг, тоа и го прават Јасмин. Има шанса, убива килера, меѓутоа Тухај го рифрагнува, останува само на 72 хп и ова е мислам дека блага предност за тимот на Куске бидејќи 1-за 1 фраговите во брзиот дел од рундата, во почетниот дел од рундата се извинувам, се во полза на терорите. Така е, но се уште се со два мактена Кјуске, тоа се Пауерди и Киксон. Мораат они први да влегуваат на сетовите, за да може да бидат 3 трейднати од калашите. В секој случај, Кико мислам дека... да, ова е вајда некој one-way smoke или нешто слично. За жал не сум го толку хајело да познав. Се фокусираат кон Б. Таму Дани ќе ги пречека. Видиме колку може напред го спотнуваат одма. Пауерди повторно со флешнат го убива Дани, му ја знае позицијата и мислам дека се повлекуваат играчите на Гоц кон чување. Пробуваат Цацанито тука нешто да направи, но не успеа, мислам дека ќе се повлече, ќе проба да ги зачуваат овие 3 емки. Па и нема што повеќе да бараат, имаат еден играч минус и без сайд за ретейк, кој што е доста тежок за ретейк. Се повлакаат скрос на асайдот играчите на Гоц, еден е на лонг. Куске сега го дознаваат тоа. Бегаат сите на кајцете. Така. Тоа ќе биде 10-та рунда за тимот на Куске. Неќам да го джинкснам, но не се приближува според ова што го гледаме. Не да не го кажам третата мапа, дека не се го кажам веќе. Не се приближува третата мапа. Многу се подразбудија од Overpass Кјуске. Веќе ова по конкретна игра. Но Хевик сега со 2 фрага го запира тој пуш на дуго и сега Киксан го пронаоѓа. Хевикс Кико враќа убиство врз Тухај. Цацан во меѓувреме го рифрагнува и сега 2 на 3 гледаме. Етки ти искочат тука на мид и може да ги пронајде играчите на лонг, меѓутоа каков тајминг погоди и сега Дани не може да го очекува ова на Б. Киксан, тоест Еткит ќе му даде информација на Киксан да тргне према тунели. Чу? Еткит губива Дани, па го гледаш едно 10 на секунди. Се шалам, не 10 на меѓутоа 5 секунди го гледаш Еткит. Дани не сакаше да губи и кога Дани се сврта тогаш го повлечеш крапалото. 2 vs 2. Ова позиција може да се каже дека имаат, не може да го имаат предност терорите. Дополнително имаат и некои утилити, останато го блокираат вратите на Б и молотовната виндовот. Сега ова не ми е малце јасно. Дали Цацан сакаше да го фейкне, да ги фейкне. Киксан со одличен тајминг во смокот. Цацан го фрли тој смок. Не знам колку забележа, Цацан го фрли тој смок кој што падна во тунели. И дали сакаше само да ги избејта тимот на Куске да не гледаат тунели? Или имаше некаква мискомуникација? Мислам дека е првото. Па би требало, меѓутоа не му успеа тој обид. Сега гледаме дабл оп сетап, Хевик си Цацан Салепе и 20-та се насајд. Односно не, се извинувам. Едниот е на мид. Тој е Цацанито. Може само
каста 1 минута само прече. БРБ. Како е проблем, гледаме четворица од тимот на Куске се групираат кон мид. Јасмин, за каде ли кида овој смок? Се менуваат Паварди и Јасмин со своите пушки. Јасмин ќе остане со АВП-то. Јасмин фрла смок кој што ќе падне мид ту бе, односно цета. И влагаат другите четворица играчи на лонг, меѓутоа него очекуваа килера, тој Тухај, кој што беше блиску лево. 2 за 2. Имаше добри трейдови, меѓутоа сега Кико го наоѓа Хевикс. Дани успева да го убие Кико. Блиско е во смокот, ќе пушне ни смокот, меѓутоа тој флеш него фати убаво иткит и сега не очекуваат. Сасан со ЕП пуша преку смокот, Сасан успева да ги најди двајцата играчи, Ејткит и Јасмин, за да донесе 9-та рунда за тимот на Гоц. 11:9. Не очекува тимот на Куске дека Сасан може да го пушне тој смок, меѓутоа Сасан прави доста непредвидливи игри во текот на двете мапи. Одличен клач од Цацан. Им ја дава и 9-та рунда на Гоц и приближува до евентуално израмнување или водство. Многу битна рунда е пред нас. Освен Ејткит, останатите немаат баш премногу средства на Кјуске. Кико пикнува на долго, но не успеа да го најде килот. А во меѓувреме Киксан го гледаме агресивен на шорт, го дава one way смокот. Видиме што ќе направи со него. Него го погоди перфектно one way-от. Немаше сега дупка. На шорт се уште се сите 5 играчи од Кјуске. И ќе биде ова екзекют на А-сајтот. Ќе Так. врнат сега премногу флешови молотови. Дали ќе се- успеат да го... Тухај Килера го губи својот живот, сега Тухај мора да го сопре пушот, да им купи малце време на своите соиграчи, го наоѓа првиот кил, но одма после тоа е трейднат. Еден играч, тоа е Хевикс кој на долго и паѓа еден од играчите на шорт, Кико со 2 убави фрага од своето АВП, го сопира Мислам дека целосно ритекот. Ејткит го спотна Хевикс дека е на лонг. Или ја знаат неговата позиција кој што дека тоа е играчот кој што е на лонг. Така меѓутоа Хевикс успеа да го пронајде Ејткит 3-1. Хевикс успешно го зема калашот. Одличен шот врз Киксан. И мислам дека треба да се повлечат бидејќи економијата на Куске не е во најдобри раце. Се извинувам се, добро, са добро со пари. Гледаме, Ејткит има 10.000. Така, Иткит може да 12 дропне, према 9. но гледаме дека не инвестираат целосно. Хевикс е само... Апа, леле, вау, what the fuck. Се извинам, 12-9 предност за Гоц. Баталите тоа што зборев до сега. Агресивен пуш на мид. Тухај веќе е флешнат. И одма паѓа Тухај, сега имаме двајца од Гоц кои што бутнаа во тунели. Но дали е прекасно продолжуваат го надоводат играчите на Кјуске. Конечно Цацанито го спотнува Кико и го буткаат тоа АВП. Сега се Нема да Цацанито... може да го земе бидејќи Ејтките тука да го спречи. Сега го дознај Килера каде се наоѓа бидејќи го уби Пауерди и Јасмин го убива Килера и им ја носи 13-та рунда на тимот на Куске. Гледаме одлична игра од Одличен тимот на гейм. Куске како терористи имаат доста испраксирани. Видовме доста испраксирани партии. Одлични флешови, одлични трейдови, се враќаат во нормала. Дани сега е тагнат. Дали беше во молотовот? Не сум сигурен. Меѓутоа станува на 61 хп. Бомбата е во Тиспон, ќе мора некој да се врати да ја земе. Така. Го напад. Ејткит.
Full body. Дека сите негови играчи се групирани мид и тунел, ова може да биде спој кон Б. Така изгледа како мид, то бе Јасмин. и upper tunnel push. Двете екипи. Јасмин спремен заедно со Powerdy ја чистат целосно мид позицијата за Цанито, единствен на Б. Да ни помага преку смокот од ЦТ наоѓа еден човек, но Киксан го убива Цанито кој што го губи својот живот на Б. Некако се испотредуваат, но Тухај останува сам против двајца играчи на Кјуске. Во негови раци е овој потенцијален клач. Ајде, на еден хп остана, конечно падна. Powerdy, сега агресивен, тука Киксан не го очекува тоа, тука е 14-тата рунда за Кјуске. Е тука. Хиксан го слушна релоудот и веднаш искочи без размислување и ја носи 14-тата рунда за тимот на Куске, 14-9. Гледаме сега и халба од страна на Гоц, които имаат само 4 пиштоли. Тухај се одлучи да купи МК и да не игра заедно со неговиот тим. Едно оружје може да направи разлика, меѓутоа мислам дека во вакви поголеми надпревари тоа не им... И треба да сега тата да успева сатани Дани! Заедно го запираат овој Б пуш целосно. Два диглови, два кушуми, два хедшоти. Powerdy не е спремен да гледа концерта, Тухај ја го најде тајмингот за да излезе, го најде третиот кил за својот кил истовремено, за твојот тим се извинувам истовремено. Сега остануваат Кико и Киксан сами против целата екипа на Гоц. Кико како промаши тој шот, изгледаше како да е напротивникот. Хевикс го убива Киксан. Кико останува сам. 14-10. Гледаме многу блиска и Мислам компетитивна дека партија. Киксан требаше да го погоди тој шот. Ако го погодеше ќе беше многу тесна партија, иако беше 5-2. Меѓутоа сега повторно гледаме бај од страната на Куске, бидејќи нивната економија беше добра, меѓутоа сега значително се влошува поради сите овие изгубени играчи што ги има последните две рунди. Ќе го исчистат ловер тимот на Куске, таму нема да пронајдат никој. Се групираат сите играчи кон мид, дали тоа ќе биде повторно групирање на шорт? Така, некако заљубени се повеќе тимови убав нейт. Заљубени се Нейт. повеќе тимови во овој шорт и мид концентрација на своите играчи. Па Са- како што кажав, не знам на почетокот уште на првиот ден мислам дека кажав многу е значително да се земе шорт бидејќи ротациите од тука секаде можеш да ги направиш, дали тоа ќе биде мид ту Б, дали ќе биде Б преку тунели, дали ќе одиш на А преку шорт, Така, можеш да споиш од сегде, така да мислам дека шорт е многу битно да се земе. почнува со екзекуцијата на Хевикс. Убав поплешка ќе издаде сам за себе за да може да излезе да се тепа ново. Тоа беше само фейк. Тухај, се извинувам, се утнавме. Киксан останува сам жив. Фейк на шорт искочија кон мид. Таму ги пречека Тухај со своите 3 фрага и Цацанито. Само останува Киксан. Се станува сам Киксан против четворица играчи на тимот на Куске, има едно убиство. За да земе оваа рунда потребни му се уште 4 да направи ейс. Меѓутоа, мислам дека ќе треба да сефне на тука Цацанито го држи тој агол и ја носи 11-тата рунда за тимот на Гоц. Сега немаат воопшто финансии, треба скроз фул еко да играат со 5 глокови. Тоа ќе го направат тимот на... Меѓутоа се одлучува да зема дезерти. Така. 3 дезерти, едно P250 глок во рацете на Јасмин. Сме виделе и многу послаби бајови да победат рунди. Имаме 3 диглови, едно P50, едно USP на Јасмин. Не знам колку беше паметно Кико да се одлучи да земе дигл, зашто станува само 1300, а следната рунда ќе добија 2400, што прави купна бројка од 3800, ќе има доволно да купи калаши, панцер, меѓутоа ќе нема бомби, никакви утилити. Може да купи само дикој.
и да го користи како фейк флеш. Споро играат рундата и двата тима. Кјуске чека некој пуш, но трпеливи се играчите на ГОЦ. Си седат на своите позиции. Никој не пика. Еднакво точно 3,7, се извинувам. Моја грешка. Повторно ќе завршуваат кон шорт. На слична позиција играат состаните, но сега е со АВП, така да има поголеми шанси да го сопре овој пуш. Но како и да го сопре пушот да биде и истреден. Само еден флеш имаме од Јасмин, тој го подготвува. Добар поп флеш и сега излекуваат. Не беше флеш на Цацанито, но истовремено го утна и својот шот. Флешнат и сега сите играчи кои што беа на шорт. Поентата има само да влезат на сајт за да може да постават бомбата, да добијат средства за следната рунда, тоа и успеваат да го направат. Останува Пауърди сам против петорица. Нааѓа еден one dig, но не го очекува човекот од шорт, тоа е Дани и го губи својот живот. Пауза. Префрлиме на нас. Многу добра партија, многу компетитивна, 14-11 за разлика од првата. Да, гледаме 14-12, да не е моки. 14-12 се извинам. 14-12. Пауза бара една Одличен. минута. Килера се извинам само да ви информирам зошто. Пишува во чатот Мишо ми откажа. Така А да, маусот. да, се зафрикавам. Многу добра партија. По се мене ми изгледа дека ќе одиме кон трета мапа, да подсетам првата мапа. Одма почињаат. Океј, првата мапа беше Overpass, пикот на Кјуске, ја изгубија 16-6, втората мапа е Dust 2, пикот на Гоц, 14-12 водат Кјуске и по потреба третата мапа ќе биде Мираж. Така, и сега гледаме фулбал од страна на Куске. Поради тој плент имаат и средства за да купат некакви утилити. Меѓутоа Цафанито е тука на мид, пикаше агресивно, го успеа да го пренеде Јасмин, прави разлика во корист на неговиот тим. Така. Имаат предност од еден човек Гоц. Не значи тоа премногу. Ако се фокусираат играчите на Кјуска и отидат на еден сајт, во секој случај ќе имаат повеќе играчи отколку одбранбениот тим, односно кантерите. Но важно е, квалитетно се истрейдаат, Кико го пронаоѓа Хевикс, но не ја конвертира таа информација во фраг. Повторно се собираат кон шорт со еден луркер, односно Киксан, кој што треба да спои од долго. Ќе исчисти Киксан позицијата позади врата. Заедно со играчите од шорт Бутка и Киксан надолго, но се трейдаат на А. Само станува килера на сајтот. Го прави првиот, но одма е истредан. Киксан паѓа во меѓувреме надолго од тука и сега Ејткит е сам против тројца, мора да постави бомбата, ако ништо друго, барем да има одреден број на средства за следната рунда, повторно да купат Кјуске. Сите доаѓаат играчи од Гоц надолго, од долго и Дани со one tap му го завршува животот на Ејткит. 14-13. Така е, видовме дека Цацан ја отвори, а Дани ја затвори рундата. Играчите кои што на плеки, на своји плеки собствени ја носеа целата игра на прошлата мапа. 14-13, доста тесен надпревар, меѓутоа сега гледаме повторно се одлучуваат на бајт играчите на Куске. Имаат 4 смока, 3 флеши, едно хе само како утилити. Ќе мора многу да внимаваат како ќе го искористат и кога ќе го искористат. Сега со одличен нейт успеваат да влезат лонг, го оставаат тука и на 9 хп. Меѓутоа таму е АВП-то од Цацан, дали ќе го очекуваат на кола? Бидејќи Цацан обично игра на мид. Ја земаат таа лонг контрола и полека се повлакаат кон мид. Знаат дека таму нема никој, бидејќи Ејткит е таму и чува испади од мид. Цацанито ќе требало да го погоди овој шот ако сака да ја зема рундата за својот тим, но смоукнате. Повторно се одлучуваат да се повлечат играчите на Кјуске, ќе одат кон мид. Наверојатно мид ту беа го ставаат Кико да фейка надолго.
заедно со фейкот кон шорт и Кико што фейка на длого, сега ќе идат мид. Убав смок паѓа од другата страна на цетане, мораат овде да го смокнат на 9 хп, е само Тухај кој што го контролира овој агол. Ки излезе Тухај во меѓувреме, да, прави еден кил, но го губи одма после тоа својот живот. Хевикс од Б, најде уште 2 фрага и Кико паѓа од килера 14-14, израмнуваат Гоц. Од колку 14-9 се вратија? Па или 14-9 или 14-10, не сум сигурен. 14-9. Колку беше? Еве ги 5 рунди поред ги Аута земаа. бара, така 14-9. Уу. Аута бара тимот на Куске да се договорат што ќе прават бидејќи немаат многу економија за да купат фулбај оваа рунда. Спремни играчиве на Гоц и на Кјуски истовремено, но и треба многу да си психички стабилен за да го издржиш овој камбек и овој притисок што го имаш. Од 14-9 до 14-14 е сериозен камбек. Посебно кога само една Дефинитивно. грешка ги става на матч поинт противниците. Што мислиш, што ќе променат во следнава рунда Кјуски со оглед на тоа дека немаат баш премногу финансии за да инвестираат? Севкупно сите се негде околу 2000-2400 со 20 играчи, мислам дека има 3500 и 3700. Мислам дека ќе се одлучат да направат халфбај, односно пиштол и панцир. Мгм. И да пробаат заедно да направат нешто, а во следната рунда доколку ја земат тимот на Гоц да играат фул и да направат прво контрола на лонг, па потоа да се вратат на она традиционална нивна игра на шорт, каде што видовме доста рунди дека зема. Мгм. Односно 6 поред мислам дека. Да, мора нешто различно да направат Кјуске, очигледно се навикна Гоц како да одбранат против овие шорт и мид тубе пушеви на Кјуске. Дали одеднаш да отидат сега многу агресивно раш некаде или нешто слично. Подготвени се и двата тима, дечки, се враќаме внатре. 14-14, последните рунди се пред нас од оваа втора мапа. И сега гледаме купува Кико другите се со халфбај. Кико фул калаш има. Така е, и делумно купи и не Одат повторно mid to B, одат значи? мид ту бе. Килера тука ќе ги пречага, еден кил прави многу демидж на останатите, но само застанува на еден. Се испотрейда, некако со двајца играчи завршија. Кико од се извинам, тоа е едкит од шорт, го губи својот живот и сега се останува на плетите на Кико против тројца од Гоц. Дали ќе проба да го чува ова оружје и да играат за овертајм? Ќе видиме, но од 14-9 по се изгледа дека 15-9 за Гоц ќе биде ситуацијава. Така, мисля дека ќе се одлучат на халфбај. Меѓутоа ќе имаат како и да е во следната рунда да купат играчите на Куске. Ќе има и Кико сега бидејќи направи 2 фрага, има и заработи 600 долари. Извини што прекинувам на Кико, видете, целосно е празен асајтот, Кико го погоди тајмингот и позицијата кога да навлезе. Сега ќе си има и бесплатен плант, а потенцијал за клач 1 vs 3. Не знам што гледаат точно играчите на... Не ни слушна бомбата. Плантиране не очекува од шорт да оди Кико. Мене ми мириса како да ќе се дерам, искрено. Имаме Кико, еден против тројца, првиот бутка, го наоѓа Кико првиот хедшот и паѓа доле на него, очекува. Тухај во таа позиција 15-тата рунда имаат Гоц, да подсетиме 14-9 водеа Кјуске, сега е 15-14 за Гоц. Одличен камбек од нивна страна. Така е, Кико не го очекуваше дека Тухај ќе биде толку блиску во цете, иначе ќе ја провереше таа позиција. Многу слушна играчот кој што беше на шорт уште еден. Која ако ваа не Сега да Тани, извини што те прекинувам, да не реши ситуацијава, фулбај од двата тима со целосен утилити, со по едно АВП на двете страни. Влегуваме во последната рунда потенцијално од овој меч. Или рундата која што ќе не однесе во Дани овертајм. станува на 12 хп, добива так кога поминуваше на мид. Повторно сега се гробираат на шорт, така и си мислат дека ќе се вратат на
позиција, меѓутоа сега тука е за нито со АВП на сајд. Се спремаат за екзекют тимот на Куске, дали ќе биде тоа само фейк или на вистина ќе влезат на шорт? Повторно Нека истата килери, агресија. повлака на Цаца со Нито. одличен. Спремен, да. Се Запира повлекуваат овој сега, пуш. некако не знаат што да прават Кјуске. Се збунија, Молотовот дополнително ги сопре, сега конечно екзекутираат кон садот уште еден прекрасен фреш го сопира овој пуш. Цаца Нито ќе биде Молотов над надвор од оваа своја позиција, заедно со Килера. И ту хај го сопираат, но Киксан и Пауерди враќаат, остануваат сами они двајца против четворица играчи. Тројца играчи. Тројца се Дани на извинувам. 12 хп. Хевикс и Тухај против Пауерди и Киксан. Сега се чекаат сите заедно групирано да отидат од шорт. Тука треба да ги пречека тимот на ова, се извинувам, Пауерди. Пауерди на АГ1. Но одма паѓа после тоа Киксан, само станува Пауерди, го губи својот живот и првите финалисти се Годс. Одлично одиграно од нив. Ја зема првата мапа во доминантна форма, втората се вратија. Од 14-9 се вратија и победија 16-14 на Dust 2. Првата победија 16-6. Ау, што ќе кажеш на кратко, дечки? Ај се извинувам, трајче, и после на кратка пауза да идеме, па гивавејот, па вториот полуфинален меч. Уште еднаш да повторам, ги имаме првите финалисти, тоа се God's Lead, кои победија над Кјуске Gaming. Па да, вака кога се гледам, изгледам ко за 10 дечки. Nice one. Инаку не знам, очекував многу повише од Куски и на првата мапа и на втората мапа очекував дека ќе ја затворат они, дека ќе идат во трета мапа, меѓутоа се случи тоа што се случи. 2-0 за тимот на Gods и сосема заслужено, дефинитивно сосема Така е. заслужено. Gods се првите финалисти. Така е. Честитки за God's. Кјуске паѓаат за борбата евентуално за трето место, но во меѓувреме колку што знам имаат и надпревар на А1 Адриа Лига. Да повторам дека овој гейм се префрли за во 1 часот, иако беше предвиден за во 3, поради тоа да им излеземе на дечките во пресред за да можат да изиграат на А1 Адриа Лига. Во меѓувреме, дечки, да знаете, одиме со многу кратка пауза, се враќаме со giveaway и со вториот полуфинален меч кој е помеѓу Рипарчи и Лемон Сквизи. Не одете никаде или само отидете до тоалет и земете вода, одма се враќаме со giveaway и вториот полуфинален меч. Брба. Толкувърс. Интернет од Неотеа. Толкувърс. Интернет од Неотеа. Толкувърс. Интернет од Неотеа.